5 лица се осомничени дека со злоупотреба, меѓу кои поранешниот заменик министер за земјоделство Трајан Димковски, поранешен директор на Агенцијата за стокови резерви и уште тројца раководители од истата институција, се приведени во големата акција што утринава ја спроведува од Оделот за сузбивање организиран криминал во МВР во координација со обвинителството во Скопје, Куманово и Тетово. Со злоупотреба на службената положба ја оштетила државата за речиси 780.000 евра, откако неправилно пријавиле огромен кусок од стоковите резерви на пченица и јачмен, соопшти основното јавно обвинителство. Петнината действувале како соизвршители во периодот меѓу 2019 и 2021 година, прикривајќи дека во ЈП Агроберза постои неоснован кусок на 1500 тони меркантилна пченица и 500 тони јачмен за сточна храна. Наместо да информираат владата за реалната состојба, тие поднеле лажни податоци што било спротивно на законот за стоковите резерви. Од СДСМ реагираа дека станува збор за монтиран случај кон Трајан Димковски. Власта фатена во огромниот скандал со ИПАРД, тежок 130 милиони евра. Прибегна кон единствено што знае – спинови и политички монтирани случаи. Власта ги оштети земјоделците за повеќе од 130 милиони евра со мега корупцијски скандал кој води директно до Трипуновски и Мицкоски и за кој нема никаква одговорност, ниту политичка, ниту правна, велат од СДСМ. Од владеачката ВМРО ДПМН реагира дека СДСМ се нервозни поради тоа што се открива криминалот од нивното раководење на државата. Нивните функционери ги уништија институциите и ја опустошија економијата. СДСМ треба да знае дека законот мора да се почитува. Политиката мора да ги трне рацете од правосудниот систем. Институциите мора да профункционираат, а законот да важи еднакво за сите. Време е правото и правдата да профункционираат во државата. Обвинителството соопшти дека делото се гони во скратена постапка. До судија е поднесен предлог за определување мерки на претпазливост, одземање патни исправи и задолжително јавување во суд за сите осомничени.